чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Како средношколци, ја чекаме уште од прва година средно. За нас, тој момент кога се простуваме од едно време, која велата најубав период од животот, и чакуриме кон нов, непознат пат, кој ќе ни ја трасира еднината. Дефиниција за месец мај. Академски стрес, паника, неизвестност. Во полн ек се подготовките за завршните испити, изборот на потенцијален факултет, а исто така и матурските прослави. Дали мислиш дека годините во средна школа се најубавите години? Да, дефинитивно сега е моментот кога се осамостојуваме, кога имаме свој избор, свој глас дома, сепак имаме поќе слобода да излеземе од дома и слично, друштва, забави е сега навистина пикот во нашиот живот и мислам дека треба да го искористиме до максимум што можеме. Кои се вашите припреми за на факултет? Затоа што е четврта година средна, сепак е најстресно. Дали има некои испити што најмногу се плашите за нив и така натаму? Јас пошто ќе идам Словенија, треба сега го учам јазикот, пошто сметам дека ќе биде полесно ако се знае јазикот таму. Дефинитивно. Исто се спремаме за матура, за државната, исто и за интерно. И реално мислам дека тоа е најголемиот страф, дали ќе се положи матурата како што треба. За државна матура дали имате почета да се спремате со припреми, со учење, со било што? Па тука на училиштето да, постојано учиме и го повторуваме материјалот со професорите, но искрено вака лично јас немам почетата да се спремам. Имате почнато уште од сега да учите? Па помалце може да се каже. Да. Па одиме на спремање македонски. Сега па полека да почнеме со подготовки, да кажам. Не, сега најстресно е екстерните предмети, македонски и англиски полагаме ние. И јас исто. Да, и мислам дека во случајот англиски не е толку страшно, мислам дека повеќе би се снашле со англиски отколку со македонски. Македонски е малце има литература, да, со делата, со тој. Кажи ми како се припремуваш за четврта година? Па не се припремам конкретно баш за четврта, меѓутоа за факултетот на кој што сакам да одам, тоа е сајбербезбедност. Веќе почнувам да учам некои програмски јазици, ама конкретно за четврта, мислам, не се стресирам, добро ми оди учењето и мислам дека нема да имам никаков проблем и гледам да ги искористам овие години вака, да сум слободна до максимум. Дали имате некаква визија, некој факултет кај што би сакале да идете, некој смер? Па јас искрено немав доскоро и многу се мислев што да одам. Искрено немав некој факултет онака што баш ме привлекува и ме интересира всушност. И се одлучив тогаш, си викам добро, кои предмети од школа ги сакам највеќе, нели ние сме гимназија па се учиме. И си викам добро, природни науки, што од природни науки, математика, физика, информатика. Добро. И тоа најмногу го има на Машински факултет и ето така јас се одлучив да станам инженер на Машински факултет во науки. Сајбербезбедност, каде ќе студираш? Па Естонија е земјата со најголем технолошки напредок моментално во Европа. Има одличен факултет за сајбербезбедност, таму bachelor's degree. И еве конкретно можам да кажам, сега ми текна дека се спремам за четврта и општо за факултет, со тоа што веќе 12 години, може би повеќе, се одам на курс по англиски, за да положам таков интернационален сертификат, со тоа што ќе можам да аплицирам и на факултети на англиски јазик и конкретно и овој bachelor's degree cyber security е на англиски јазик во Естонија, во Талин.
Моите планови се да студирам архитектура. Јас од секогаш сакам да цртам, да дизајнирам работи и ми се свиѓа во архитектурата што имаме решање на технички проблеми, кодисење на логика и моментално аплицирам на повеќе факултети низ Европа и ќе видиме. Каде во Европа? Моментално аплицирав во Германија, а ќе аплицирам и во Грција и во Унгарија. Супер. И што најмногу те привлекува? Значи ти сакаш во странство да идеш, дали мислиш дека е подобро во странство? Мислам дека архитектура е подобро во странство, бидејќи како архитект важно е да бидеш обкружен со убави градби, со луѓе кои се возвишени во таа сцена и мислам дека ако влезам во тие сцени, полесно ќе се издигнам како архитект. Значи, поише црпиш инспирација? Да. Мене вака ми е најмногу страв за сега за факултет, дека двумења, дали го направивме вистинскиот избор, дали ќе се каеме, потака. Јас одбрав на психологија додам. Сега ми беше дали додам Скопје или додам Битола, бидејќи поубави услови има Скопје, но човек сум што потешко се прилагодува во околина. Така да уште како двумење има малце. Да. Ке видиме сега штекот на времето. Исто и јас, како Дамјан, сакам да студирам архитектура, исто така во Европа и имам аплицирано моментално во Словенија, во Љубљана и во Марибор, а исто така ќе аплицирам и во Скопје. И на кој начин јас дојдов до тоа, како еден начин решение дека јас сакам да студирам архитектура беше дека јас ми оди математика, исто така ми оди ликовно, па така еден именител на тие две се архитектура. Јас сакам да додам или на медиумски комуникации, тоа е во Марибор. И таму има опција како да се подели на два смера. Едниот се фокусира повеќе на веб дизајн, а другиот на медиум, например во телевизија, во весник, во слично. Втората опција ми е биоинформатика и тоа е во Копер и сега се добавувам малци измеѓу двете, пошто се доста различни, ама двете ме влечат. Јас се пријавив за хемија и хемиско инженерство во Словенија исто, а истовремено и електро. Сега малце е тежок избор, сепак не е баш, има разлика помеѓу двете. Уште искрено не знам баш што ме влече. Да. Повеќе, така да нешто би требало од тие две да бидат или електро или хемија. Кажи ми, Ања, ти си сега четврта средно. Што ви е план за матура? Кога славите за државна матура, дури за испитите, дали имате почето со спремање и така натаму? Вака, на 15 мај имаме матурски танц и тоа го вежбаме заедно со нашата професорка. Тоа ќе се одржи на плоштадот во центарот. Го играме цела генерација, некој секој своеволно кој сака. Тоа сме четворки, двајца машки и две девојчиња, во зависност нели сега дали може така, може да бидат и 4 девојчиња или 4 машки. Потоа имаме денска и ноќна журка на 15-ти. На 16-ти веќе ни е прва вечер од матурската, таа ќе ни биде во Принцес. После тоа ни е авторот во Принцес во диското. И на 16 мај, веќе на 17 поточно, грешка, веќе ни е втората вечер и таму сме во романс. Прво ќе имаме денска забава на 15-ти, така одлучивме бидејќи е викенд, планираме нели да ги вратиме книгите. Денска? Да, секоја година имаат сите школи. Ние никогаш немаме. Има денска забава, па вака прво почнуваме со доаѓање у школа, и тој ден не одиме нели на школа, веќе завршуваме со учење. И доаѓаме у школа со музика, нели сите ние матуранти, се забавуваме тука малку со професорите и од тука вртиме како дефиле низ град и одиме на денска забава и денската ќе ни биде у локало. Добре. И ќе имаме диџеј и Зоран Илиев. Ќе ни биде на денската и тоа ќе биде као 12 до 4, 5, 6 тој ден, петок. И обично денската се прави ден пред матурската. Меѓутоа сега ние, затоа што матурската ни е понеделник, не одлучиме денската да биде петок. Добре. И потоа понеделник
имаме матурска вечер и таа ќе не биде во Оаза, веќе секоја година е така со сите матуранти. Нели повикани професори, директор, цела нели школа и тогаш ќе ни бидат трета смена, ако ви е тоа корисна информација. После тоа ќе биде до 12:01, не знам. И после тоа имаме афтер. Афтерот ќе биде на Вила премиум дистрибуција или Синалко. Тука надвор од Штип. Таму ќе имаме диџеј, тоа ќе биде до касните сати. И после планираме баш не до касните сати, него до раните сати. Другото утро. И после планираме, мислам секоја година така, се враќаат матурантите пак у школа и малце им се одзема од првиот час на другите и ние да се испратиме тој ден, последен ден доаѓање на школа. Тој ден или после матурската се бајле и толку се надам дека сите ќе се отидат дома после тоа, нема спиеме као цел ден. Имаме матурски одбор и од еден клас по двајца. Значи вкупно 12 деца се во матурскиот одбор и тие одат, да кажам, во повеќе ресторани и барат понуди од рестораните. И во зависност од каде ќе добијат најдобра понуда, печатат ливчиња и на ливчињата имаме 3 понуди. И од тие трите понуди треба да избереме една која мислиме дека е најдобра. Цените се, да речам, различни, ама не има многу разлика, значи така да тој ресторан што сметаме ние дека е најдобар со понудата што е дадена од исхрана од простор, тоа го бираме. Дали имаш партнер за матура фустан, дали те се одбрано веќе? Да, имам партнер и фустан се шијам, така да некада за неколку дена ќе треба да одам на проба.